Ние сме како здружение правен следбеник на Одборот за заштита на спомениците на културата, кој постоеше од 1980 година. Јас како член се вклучив во 86-та година и дадов свој допринос во активностите на Одборот. Тогашна активност беше реконструкцијата и реставрацијата на споменикот на културата црква Свети Леонтие во село Водача, која денес е многу значаен споменик и кој беше спасен со дејствувањето на Одборот за заштита, за да не пропадне да не исчезне од забот на времето. Од забот на времето, да не пропадне, беше обновен до таа степен што беше почитуван и правен спомен проект од Македонската академија на науките преку застапникот на академијата Петар Милковиќ Пепек и председателот на тогашниот одбор Борис Палазов. Тие беа многу заслужни луѓе, според мене многу. Што ќе го пронајде, да го пријави на надлежните институции. И ние го правиме тоа организирано, за да биде тоа не како единка, туку како некој правен субјект, кој што има плюс и континуитет и да има тежина, тоа што ќе кажеме, да и го приложиме, да не биде од некој си таму, туку од група на луѓе, од еден правен субјект, како што е наследникот на Одборот за заштита на културно наследство. Ние ќе се обратиме писмено и во Скопје и во Струмица, како што е законот што налага. Благодарение на вас сега ќе знае јавноста, тоа е исто цел од нашата дел од целите што сакаме да ги постигнеме, да се алармира јавноста, да се запознае јавноста, да инициираме дискусии, да веќе идеме, планираме и посета до градоначалникот и до општинските институции, да кажеме, да најдат свој интерес тука, да кажеме, да изработат своји проекти, па во соработка со Завод музеј да направат своји проекти, да кажеме, и тоа да биде во рамките на институцијата од стручни луѓе, направено правилно како што треба, а ние само да ја подгреваме атмосферата, да го забрзуваме тој процес и да го демнете тој процес и да бидеме надзор, да ги дишеме во врат со се континуирано да ги подсетувате што бидна со средниот период. Затоа што тоа ние мораме да кажеме да бидеме на нивото на денешницата, кога таквата негрижа, таквото не човечко би кажал однесување на секој поединец во институциите или во тој систем, сепак не е само нивна одговорност и наша одговорност зашто ние не преземаме нешто.